Благодарам. Министерке, ја бараме средства за рехабилитација, односно продолжување на проектот за изградба на експресен пат Коридор 8, делница Кочани-Делчево. Вие ми одговарате за патот Кочани-Пониква. Тоа е толку различни патишта. Меѓутоа, Кочани-Пониква е источно повише на кај Пробишти, а која е целта на овој пат? Бидејќи минатата година на донесувањето на буџетот имавме дискусија со колешката Мира Стојчевска, која што не е тука, иако досега беше колешката, морам да кажам, присутна тука, и баш сакав да продолжам со дискусијата. Минатата година при донесувањето на буџетот не убедуваа дека овој патен правец, затоа и токму така е направен амандманот за продолжување на проектот за изградба на експресен пат Кочани-Делчево со должина на делницата од 35 до 40 км. Значаен за поврзување на коридор 10 од Клучка Миладиновци и Клучка 2 Веле со автопат во Република Бугарија Софија, односно граничен премен Кула-Солун, исто така и со две точки за поврзување кај Благоевград преку граничен премен Арнаутски гроб и точка 2 Дупница преку граничен премен Црна скала. Зошто е битен овој патен правец? И зошто го барам веќе трета година поред? Значи, на постоечкиот пат од Превалец кај Виница до Делчево, кој што е рехабилитиран, ние секоја година имаме огромни одрони кои што предизвикуваат дури и проблеми и загрозување на човечки животи. Ке бидете вие сведоци, а најмногу се сведоци граѓаните од Источна Македонија, посебно од Каменица и од Делчево, кои што со месеци имаат проблем при тие огромни одрони кои што се појавуваат на, како што кажав, рехабилитираниот пат. Ова е едно решение кое што за граѓаните на Источна Македонија ќе го кажам народски, значи тоа е стариот пат за Делчево, за граѓаните од Кочани, или граѓаните од Делчево и Каменица го викаат стариот пат за Штип. Оди по билото на планината од Истибања, оди по мек терен, таму веќе постои пат кој што е руиниран и е многу стар, меѓутоа нема да предизвикува огромни зголемувања на средства, сепак не се мали и овие 73 милиони кои што ги бараме, меѓутоа безбедноста, брзината на патување ќе биде многу полесна и секако ќе ги избегнеме сите овие проблеми кои што ги истакнав од претходно. Кога ќе се земе предвид дека експресниот пат Миладиновци-Штип, изграден од владата на ВМРО ДПМН, е веќе во функција и се значително намалува патувањето на граѓаните од Источна Македонија до Штип, експресниот пат Штип-Кочани, кој што веќе продолжува да се гради, можеби не со интензитетот на експресниот пат Штип-Радовиш, меѓутоа со поврзувањето со автопатското решение Миладиновци-Штип со Штип-Кочани и дополнителната изградба на ова патно решение до Делчево, прво ќе се намали километражата, ќе се реши безбедноста, патот е со јужна експозиција, таму нема да има тие замрзнувања и проблематични одрони, затоа што, како што реков, оди по билото на планината. И што е битно во целото ова решение патно? Тоа што преку местноста Арнаутски гроб, односно граничен премен кој што го има кај Делчево, кој што е во план да биде повторно возобновен, ние ја врзуваме Република Македонија директно на автопатот Дупница-Софија и од другата страна директно преку Кулата до Солун. Многу битно патно решение, како за проток на патници, така и за проток на сообраќај и добра, кои што ќе придонесат можност да и овој дел од Источна Македонија има можност да се зголеми бројот на заинтересирани инвеститори, затоа што Делчево и Каменица се близу со границата, навистина, доколку го решиме транспортот, односно патниот превоз за овие граѓани, ќе можеме да планираме и поголеми инвестиции кои што ги бараат граѓаните од Источна Македонија. За да го намалиме иселувањето и бегањето на младите, затоа што најкарактеристичен дел од Македонија се посебно Виница, Каменица, Делчево,
каде што дневно заминуваат во сезона на полски активности, земјоделски активности по Италија и Швајцарија, дневно заминуваат по 5 автобуси млади. За жал, поголем дел од тие остануваат таму и ги повлекуваат потоа и фамилиите. И од тие причини министерке повторно би апелирал доколку има можност или колегите пратеници да размислат, затоа што минатата година колешката ме убедуваше дека таму има одредена проектна документација и се работи на проектот за ова патно решение. Ќе кажам дека овој експресен пат би решил многу проблеми. Прво би не поврзал полесно и со Софија, и со Солун, патувањето ќе биде поедноставно, ќе се избегнат тие црни точки, ќе се избегнат сите оние одрони кои што се јавуваат и опасности по животот на граѓаните и возачите во зимскиот период, ќе се избегнат сите оние помошни патишта кои што морат да ги возат зимски период, затоа што колку и да ги решаваме одроните, бидејќи порано беше крива владата на ВМРО ДПМН за тие одрони, ама гледаме дека и оваа година ги имаме истите одрони и дека не била владата на ВМРО ДПМН, туку навистина теренот, конфигурацијата е таква што доколку не се направи еден поголем зафат за решавање на тие одрони кои што се јавуваат таму, ќе имаме навистина секогаш критични точки за минување и парите што ќе ги даваме за решавање на овој проблем, можеме да ги пренасочиме за продолжување на проектот за изградба на овој експресен пат, како што реков на коридор 8А, делница од Кочани до Делчево. Таа должина е од 35 км и е многу значајна за поврзување со коридор 10 од Клучката Милодиновци и од Клучка 2 Велес со автопатот во Република Бугарија Софија и граничниот премин Кула Солун. Ако ова не е едно од приоритетите во Република Македонија, јас не знам што е. Граѓаните на Источна Македонија навистина го очекуваат ова и затоа барам поддршка од колегите пратеници веќе да го почнеме, за да не го предлагам и на ребалансот по 3, 4, 5 или не знам кој пат истото ова барање, не од Никола Мицевски, затоа што Никола Мицевски има решение на патот Штип-Кочани, тоа ВМРО ДПМН е добро го имаше испланирано и изградено, туку за граѓаните од Источна Македонија кои што навистина имаат потреба од ова патно решение и решавање веќе на овој експресен пат. Ви благодарам.